Здраво, јас се уште останав на истото место каде што бев и пред една недела со Венко Филипче, со министерот, но сега сум сам. А сам сум бидејќи оваа епизода немаме гости. Туку ќе се потсетиме на многу наши гости од изминативе 11 сезони од еден на еден, но нема да се потсетиме на муабетите кои што ги имаме со овие гости правено, туку ќе се потсетиме на нешто позабавно. А тоа се разните, некој ги вика игри, некој за фрканци, некој за занци, значи разните интересни работи надвор од муабетиве кои што ги имаме правено со гости како Сашко Коцев, Лила Филиповска, Игор Џамбазов, многу странци и така натаму, значи сите тие кои што правеле нешто интересно во еден на еден во изминативе 11 сезони ги одбравме, некои кои мислевме можеби би ви биле најинтересни да се потсетите, добар дел и сте ги заборавиле можеби од нив. Можеби некои не сте ги ни гледале, така да ова што ќе следува ќе ве насме, ќе ве потсети на некои други времења и мислам дека ќе уживате. Оваа, да речам, емисија ја крстивме еден на еден забава со гостите, бидејќи она што сме го правиле во насока на забава со гости во изминативе 11 години, сега го собравме и го стиснавме, го зипувавме, што би рекле младите, во еден мал пакет од една емисија која, како што реков, ја крстивме еден на еден забава со гостите. А уште една информација, бидејќи имаме нешто ново и поинакво за вас, тоа што е актерката од филмот Врба и детската 5+ фамилија Сара Климовска и јас, како секојдневни обични луѓе, направивме сет на сериозни муабети со несекојдневни поединци и несекојдневни луѓе. Одете на веб страната vidcast.mk и погледнете ги сите 10 епизоди од премиерната сезона. Зборувавме со бизнисмени, активисти, нашинци во странство и многу други луѓе на секакви теми од екологија, трговија до предприемништво, земјоделство и што уште не. Секако и што значи тоа да се биде дел од ЕУ, што значи тоа да се биде дел од Европа и некои такви интересни теми. Погледнете ги сите 10 епизоди од оваа сезона на vidcast.mk и кажете ни која тема најмногу ви фати око, пишете ни таму на интернет. Океј, подготвени сме. Започнува еден на еден забава со гостите. Пуштај шпица. Нека не ни се љутат ако сме тапа нормално, сега таква е работата. Што вика Маријан, таква ни е работата. Значи, овде имаме личности, овде имаме ситуации. Пример, еве како иде, влечи личност, еве. Еве, првата што кажи. Ајде. Значи, јас сум Васил Зафирчев. Значи. Валентина Божиновска. Ти си Валентина Божиновска. Чекај да се спремиме, чекај да видим што ќе правиме, значи. Кажи. Вториот купува кондоми во аптека од првиот. Значи, Вториот куп... А кој е вториот? Било кој. Ја ќе купувам. Чекам малку. Ај, ти си ненормален. Зафирчев купува кондоми. Што сега да ги имитираме или? Да, Зафирчев купува кондоми од Божиновска. Овие исто зборат како ги... Па така ќе ги правиме. Чекај се. Чекај вака. Еве, ја почињам прв. Чекај, Вале, кога немам средна до ова? Асистентка ми беше на факултет. Еве, кажи кога може, јас сум спремен. Ајде, не си нормален. Ја будала, што? Добар ден. Добар ден, госпоѓо. Добар ден, срце повелете. Би сакал овај... не знам како да го кажам ова. Секогаш Калиопи купуваше на времето. Ке ми се лути. Опи, душа, зашто си возбуден. Ти треба да бидеш маж. Сакам да купам кондоми, сега веднаш. Мора да ми кажеш, срце. Ти сакаш македонски производи? Доста. Поздрав,
Професорке, мислам сега веќе дека е професор. Влечи човек. Јас сум Васко Ефтов. Ај! Ти си Златко Калински. Чекай да имам што правим. Златко Калински. Златко Калински. Ајде. Калински оди во пекара, кај што работи Васко Ефтов. Ја требаше во пекара да купувам нешто, демек. Мислам, па што ќе правам од кара, ќе печам не гледам. Ова е пекарата во центар, повеле. Ајде ви се молам, не. Значи, Тргувате. добар ден, почитувани продавачи. Се наоѓаме овде во поприштето на оваа пекара која што од светски размери. Овде се случуваат најголемите работи моментално, а додека леботе во воздух да ви со... Ајде, ти се молам, ајде. Зарем не може, сакаш ли да кажам дека сите рими ги крадеш од Чехов, дека сите приказни ти се направи, немој да кажам дека во 2001-та со Панчев правевте малверзации. Зашто бе? Зашто правиле малверзации? Не, ова треба уште импровизација, чекај. Сакаш уште импровизација? Чува се искаш тоа? Не, добре. А? Малверзации со Дарко дека правиле. Да. Останете. Чекај ме препоз, знаеш дека ми помина температурата? Останете и по рекламите, ќе ви донесам нова кифла. Мојот денешен гостин кој понака као 7 пати го кажав до сега и као големо изненадување ќе биде, како и да е, човек кој што премногу онака го сакам и сега мораше ова? Ѓоко! Што да правиме? Јавој се подхитно на техничка поддршка. Убава идеја. Ај дајте техничка поддршка, јавете само со тој телефонот со видео што сме, нели, као поврзани. Ало, техничка поддршка, изволте. Ало, имаме проблем овде, снимаме емисија, ни се расипа рефлектор, ни треба хитно да се поправи нешто, пошто имаме живо публика. Во Ало, моментот сите оператори се зафатени. Ве молиме, бидите така. Оваа номера се снима заради контрола квалитет. ме ставија на холд, ќе биде брзо. Кај да. Сега ќе оправиме работа, сега. Кратко само. Ало? Сите Ало? оператори се зафатени, бидите така уште малце. Пак на холд. Бело место бело, за мене најубаво. Бело место бело, за мене најубаво. Во моментот сите оператори се се уште зафатени. Имај трпение малку, па имаме и друга работа ни овдека. Пак сум на холд ставен. Не знам. Малку да го услугувам. Сите оператори се зафатени. Не, да молиме чекај, ама почекајте. те молам, чуј ме малце. Ало? Кажи ајде, али кратко. Значи дај бар смени музика некоја, у реду? Пушти ми друго. Добро бе, дечки, ќе ти учинувам. Еве некоја друга песна, ги идеме на шуфле. Ала. Али нема гајле све се тоа итови, да знаеш нешто. Нема итови, бидиш на шуфле, ти му го пуштил да прави много. Шак, шу. Na Facebook
Ало, техничка подршка, изволте. Ало, имаме проблем, значи ради тоа ви се јавам, технички е А што проблем. имаш проблем технички ти? Па ти кажав, рефлекторот ни се расипа у телевизија сме, ни треба да се смени, имаме публика, свежио и диво не чека, не можеме да А чекаме. каде ти е локацијски, мислим, кај си на Google? Како на Google? На Google мислим, со сателит. Па во Алфа сме, у телевизија. Тоа е на кај Косово косите, така? Аде генерал Јанковиќ, вамуше. Ја мислиш Хани Лезит, да. знам да. кај е. И па хитно ни требаш да го поправиш ова, сега што да ти кажам, не можеме да снимаме, чека публика, гости имаме што чека. Да не ти кажувам, вака биди, така идем за момент, доаѓам тамо. Како бе доаѓаш? Како доаѓаш? Абе, веме, ти уживај, уживај, ајде, уживај, ајде. А кога? Што направиме се? Браво! Значи, ова е играта да плукнеш ме изнасмеа. Што е работа? Јас и Весна ќе се напиеме онака баш голема голтка златен даб, Златен но даб. нема да ја голтнеме. Длабок даб. Длабок даб. Нема да ја голтнеме, зошто? Во исто време ни пуштаат, не знам, нешто ќе ни пуштат и доколку ни дојде да се насмееме, другиот Ако го не јаде. ни дојде, си пиеме. Си го Ќе се готвуваме начукаме или можеш јајце. ако сакаш да си го... Да, ама ти се ти Па и може да си се пиеме не чукаме Живели? Живели? Режија подготвени? Ајде, убаво. Чекај, не се напи прво го пробувам пивото. Морам да го пробам пивото се, што да ти ги... Па не сум го Ја морам пробала. Ајде. Ovo je jedan svečarski trenutak. Ova se stranka rodila u ognju najgorih tendencija koje su eskalirale. Ova se stranka rodila Добре, го издржавме ова машки. Ова се странка родила, мене ми одговара, Ја не заборам пак да не го пробувам пивото, да задржам. Убаво. И што се? Од кокошки не ваго. Курешки. Едни курешки вика сладки. Слаткар е еден од музичарите во Македонија што има најмногу прегледи, но со прегледи нормално си одат и коментари, а со коментари нормално дека си одат и негативни коментари. Така што сега Слаткарче ќе си прочита некои од најнегативните негативни коментари и ќе му дадеме шанса да си каже што мисли човекот. Најхардкор негативните. Ајде ви. Почни си кога сакаш. Кога сакам? Така, прва е Шо вика? Ирма Гогова. Добро. Добро бе, знаете нешто асално да направите без сење пиња вака така дрога. Ирма, ја не сум направил ништо со сење пиња вака така дрога, не знам зашто збориш исто. Мише. 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 Тата Мише. Тата. Добро. Сладкар, како што идат годиниве и како што ги правиш песниве некаде 2019-та, очекувам песните да ти звучат како на Елвир Мекич. Кул, добро. Више, JJ, првата песна ми има направено 2009-та, така да сум едно 10 години пред тебе. И моите песни звучат на Елвир Мекич едно 10 години пред твојата визија. Браво. Локо МН. Ево е психопат. Шо вика? Ова изгледа коментар на песната за Сања и спота за свадбата. Сладкар, со Криско да направиш свадба, ќе имаше 7 милиони.
Тачно. Добро, мислам, може и наш артист да има балкански цифри без разлика на самиот фјучерник. Човека понатаму. Софија Арџелиева, шупак ни еден. Се продаде за пари, сега викаш дека ова било рап. Green out тие се рап. Право е? Green out тие се рап. Така е. Green out. Аплауз. No. Сладкар е догаз дека човекот од која ќе се ожени се расипува. Жално. Ниски удари. Види, човекот од која ќе се ожени се расипува, ама јас сум расипан уже пред да се ожени. И уште едно имаш? И Бојан Стојанов. Доказ дека сум бил многу глуп код дете, тоа што мислев дека ова е добар рап. Ова е брука. Види, чим ти имаш доказ дека си глуп, ја факт немам да те убедам. Секојдневно се стремиме да ги оствариме целите кои ги поставуваме. Преку нив го трансформираме нашето однесување и односот кон околината. Веруваме дека промените се есенцијален дел од процесот на создавање квалитет. Токму затоа го креиравме новиот дизајн на Magnesium 400 Plus B комплекс за секојдневна употреба под брендот Multi-Essence. Multi-Essence е нашиот влог за здраво секојдневие од Alkaloid. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Вкусовите се нешто за кое не се разговара. Но ние само за тоа разговараме. Користиме најдобри состојки и најдобра технологија. Постојано сме во потрага по совршена комбинација на свежо тесто и највкусен крем. Кој е твојот омилен вкус? Бусто, твојот омилен круасан. Ново и единствено македонско пиво со 100% јачменав слад. Златен даб, класик. Погледни поинако, не сум само празна тегла. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики.
И оваа година бидете дел од неверојатната наградна игра на Елит Кафе. Погледни во кесичката на твоето омилено кафе и очекувај една од наградите да биде твоја. 55 награди од 10.000 денари, телевизори, велосипеди, електрични тротинети, микробранови, електрични гезвиња и над 5.000 други вредни награди. На здравје кафе со Елит Кафе. Секојдневно се стремиме да ги оствариме целите кои ги поставуваме. Преку нив го трансформираме нашето однесување и односот кон околината. Веруваме дека промените се есенцијален дел од процесот на создавање квалитет. Токму затоа го креиравме новиот дизајн на Magnesium 400 Plus B комплекс за секојдневна употреба под брендот Multi Essence. Multi Essence е нашиот влог за здраво секојдневие од Alkaloid. Уживај во 1 на 1 со Good Nature. Направи си навика за чај и чувствувај се многу подобро. Мала промена за голем резултат. Бидејќи Игор може да направи приказка од било што, ама негова приказка и да не измислува. Сега ни требаат рандом зборови. Значи сега не да забегувате Зимбабве да кажете па шо ќе каже Игор, мада и за тоа ти ќе кажеш нешто. Значи... Имам другар во Зимбабве, во Хараре, Бобо Сеизов, 80 и некоја година и уште живее таму, инженер на браните во Зимбабве, во Хараре. Не го договарам. Значи не е ова договарано, како да ви кажам. Ајде првиот да видиме рандом збор, значи некаков. Дај, он ќе каже приказка. Тито. Тито, имаш 30 секунди да раскажеш приказна, 30 секунди течат сега. Опа брат, да речеме првиот и последен шамар што сум го јадел од татко ми Джамбас бил заради Тито и Deep Purple. Е сега, од кај па Тито и Deep Purple? Вака брат, значи некаде 1 мај таа година беше продолжен викенд. Тоаш беше проблем да се набават плочи странски. Добро. Еден гоце од мој клас, ние во гимназија бевме, 3-та година мислам. Ти теча 30 секунди. Често одеше во Грција, му ја нарачав плочата 24 каратно пурпурно од Deep Purple. Добро. Дента, неделата, одиме на утакмица Вардар Олимпија 2-2 со другарите, пријаме гол Вардар у 90 минута, пцуеме до кермес, нарачуваме пиво и почнеме да трчаат бојници. Ај од другиот пат. Ај. Важно ми ја донесе плочата мене гоце, истата вечер. И? Ама кога дојавме дома, се беше траор. Даде Тито. Тито умрел дента, се прекина програмата, мајка ми, татко ми, сестра ми и јас гледаме веќе 4-тиот документарен филм за животот на другарот Тито оди, звони врата, гоце се појавува со плочата, ми ја донел Солун човекот плочата. Утре дента отидовме во гимназија, неавме часови, имаше она комеморација во спортска сала, од магнетофон пушта траурна музика, Лениновиот марш, држеа говори. Со гоце се вративме кај мене дома, мајка ми и сестра ми беа, татко ми уште беше на работа, веројатно и у телевизија комеморација она. Ја пуштивме плочата, брат. Звезата, брат. Ја пуштивме плочата. Deep Purple свири Speed King. Тито умрел, пичи Deep Purple кај тебе. Ја давам двојка. Уште не закопан бе Тито. Тито го закопа после 9 дена, нормален ли си? Двојка, па на тројка, па на петка. На петка веќе почнаме, госи имаше голема коса, тоа почнеме косите. И влегува татко ми Джамбас и само ми рече: "Па сакаш ли да ме уапсат заради тебе, конју еден?" И тоа ми варза е. Уште го памтам. Заради Тито и Deep Purple. Втор збор. Ајде, кој е? Ѓоко, каде? А, таму? Ајде, втор збор. Бугарија. Бугарија? Бугарија, Бугарија. 30 секунди за Бугарија. Па кажа пица изли добро. Бугарија. Не, вака има еден бугарски. 30 секунди сега, ајде. Еден бугарски има вака, седат у кафана на Шанк мртов пијани и ја гледа една и вика: "Ще те ще умреш." И она го гледа и вика: "Дај овде обезбедување." Го: "Не! Аз кога ще те ти ще умреш." И ова веќе се пакува: "Че, каде бе? Јас тебе кога ще те ти ще умреш." И на овај дошол пред овој му вика: "Ајде бе, ајде." А он ја гледа и вика: "Живеј." Ја оставил, браво! Ја оставил! Има уште истиот тип у парк у Софија, на една клупа и се трезни така. И поминува една софиска госпоđа со пудлица.
Добро. Ода ние, знаеш. Добро, добро. И минува, добар ден, се гледа, кај госпожа! И она застанува си кученцето и му се врти и она вика: "Къде му е главата на този куче?" И она вика: "За какво?" "За да го ебам газа." Кај е третиот? Оп, горе. Ајде. Геј. Што? Геј. Геј? Ова е интересно. Еве причата со Бранко беше геј, ама има една тажна прича поврзана Не со бе геј. тажна прича. Не, тажна прича во смисла дека беше напорно да се следи тоа. Значи имаше едно 2 години како во Скопје, веројатно од душманите пуштено, како мене ме фатиле на некоја свадба у Континентал, јас сум бил кум, па ме фатиле со младожењата, сме си правеле вовче. И првиот официјален геј во Скопје, не биле овие тука што се прават сега, и јас сум бил душо. Ти си првиот геј? LGBT јас почнав во Скопје. Така е, тебе ти дужа. Добро, до душе јас почнав за да докажам дека не сум, ама не е битно, се борев. Нема врска. Е, тебе за све имаш. Е, сега вака. Тато, јас сум геј. Ама оди учи таму, геј било. Идваме играње. Играва не сме играле, прв пат ќе ја правиме, ама супер е бидејќи сте актери и тоа прекрасни актери. Играва се вика радио. Значи, да ја објасниме играва што е. И вие да ја сватите. Ја уште не сум ја сватил, не па вие. Ние таа ја игравме во факултетски денови. Актерските игри тие. Да, ете тоа. Значи, играва е следна. Јас пуштам радио и секоја од нив треба да каже што оди на програмата, што во моментот, фреквенцијата што во моментот ја слушаме. Тања ќе биде едно радио, Бици ќе биде друго, Арна ќе биде друго, значи кога ќе ја сменам станицата треба да одиме на следниот. Но може и да се вклучуваат двајца, може да бидат водители, може реклама да има, може да има песна, може буквално било што и ќе почнеме. Може ли јас турско радио да бидам? Можеш да си турско радио. Турско, германско, што сакаш биде. Еве турско. Почнуваме од за некој си видиш дивно чудо, турско радио сме фатили. Seni gördüğüm zaman of aman 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 kalbim... Какво радио ова? Lei kako lahko se vere Đurin, večeras nam piva. Pak тука. Kalbimle bir şey oluyor, seversen alin yaman. Бици. И така, билките кои ги проверувавме, немаше многу успех, но се обидуваме нашата... Добро вечер, почитувани гледачи. Вие сте со трета радиопрограма. Вечерва ќе имаме еден специјален гостин, научник, доктор за санитарни клочки. Adın çıkmış çapkına, of aman aman aman. Сакам да кажам дека санитарните плочки се доста важни за цел екстериер и интериер на вашето купатило. Арна! In taj koncert bil ful dobro. Lei kako lahko, puščeš me. Бици. И така, тоа беше Љупка Самоиловска, а сега ќе пуштиме неколку реклами. Мама мија, на 18 и 19 февруари во 20 часот во МНТ. Се поводи рекламата! Иса! Се лева! Стој! И пак! Стој! Ајде го повториме. Ајде, што има поинаку нешто? Па не да те гледам. Може. Ај, пушта, ај. Иса! Ова ти е зумба! Вау! И! Ете го! Тоа е тоа! Вау, да, тоа е тоа. Браво! Зборуваш германски, руски, англиски и италијански. Така? Овде има 4 различни фрази. Значи, еве ти ги нека бидат вака поставени. Што е работа? 4 фрази се, јас сега ќе вртам. На кој јазик падне, ќе избереш фраза. Треба истата да ја кажеш на тој јазик.
Ја разбираме? Добро. Така. Ајде да видиме. Кратко или долго, шо се? Оп, италијански. Бирај од четирите. Ево. Италијански, вика. Кај сме со камерчето? Еве го, објасни дирекции до Бардовци на италијански. Бардовци? Да, еве ти ја камерата таму. Еве, овде. Кому објаснявам? Еве на камерата таму. Дај ми жив човек, подобро ми е. Добро на девојката тука. Објасни дирекции до Бардовци на италијански. Како да стаса од Бардовци, од каде? Од тука. Ајде да не дужим многу, од пократко речеме од Александра Палас. Ајде. Да. Allora, signorina, avete una macchina. Questo là è un albergo, un hotel, che si chiama Alexandra Palace. Alexandra Palace, poi con la macchina si attraversa alla fiume, che è Vardar. Questo è un ponte. Poi c'è un semaforo. Ова е кај Кога ќе стигнете до Вардар, има мост, па има семафор. А poi c'è un semaforo, ti prevедуваш ти? После тоа на семафорот si prende a sinistra. Ќе си прендете на лево. Si prende a sinistra per circa 2 chilometri. Од прилика 2 километри. A sinistra si traversa un ospitale. Ќе видите болница некоја. Bravo, è ospitale. E poi ancora 1 chilometro. A потоа за километар si prende alla destra. Ќе си прендете на десно. Nella campagna. На кај кампањата ВМРО. Не. Не. Па каде? Ја те поврзав тебе. Мислам на кај кампања бе дека одиш. Добро, на кај нивите. Si prende alla destra alla campagna. Така. E poi ancora 1 chilometro si arrivate a Bardovci. За километар у Бардовци. Оп, германски. Ево го. Вика, навреди фудбалски судија на германски. Има псуење? Има. Може? Да, пошто е германски никој не знае. Цепај. Не, да не испадне после сум пцуел на телевизија. Па и да испадне. Германски, а? Чекај да влезам у филм, да се. Значи, фудбал. Бајерн, Борусија, гол паѓа. У Германија на утакмица не сум бил до 10-7-8 години сигурно да влезам у филм, значи. Тука е. Goal! So. Aber hallo, was hast du jetzt gemacht? So, was für ein Schiedsrichter bist du? Das war ein klares Foul, du Arschloch. Du bist ein Idiot. Hast du das nicht gesehen? Вие сте идиот, господине. Hast du das nicht gesehen? Не ли гледате мамата? So. Also, wer hat dich hier gelassen? Ich kann das nicht fassen. Das ist so ein klares Foul. Јас сум Владо Јаневски и Значи, тоа беше отприлика. Ај, бире уште едно. Јас сакам да те чујам на руски, Бире некој од овие. Ајде. Руски, оди вака. Кажи на публиката дека се најлоши на свет. Најлоши? На руски. Како бе најлоши? Ај, кажи им дека се најдобри. Не, ќе ме линчуваат, бе, како да им кажем? Абе, мали не, јас сум пел у Белорусија, сме пиле 3-4 години на фестивал. Добро. И сум морал да поднаучам малце руски за да им кажам колку се они супер. Ама сега да им кажам колку се лоши? Дај, чекај. Ајде бе, зошто да не? Шо и дај, ќе поминеме. Да се преклопам на руски, чекај. Ну вот, добри вечер, дороги люди. Я приехал из Македонии, чтобы сегодня вечером петь для вас. За да ви пеам вечером. За да ви пеам дојдов вечером. И я спел так много песен, спел некоторые счастливые, некоторые печальные, весели, некои тажни. Да, знам. И вот ви ничего не поняли. И вие ништо не понесовте? Разбравте. Добро, демек разбравте. И ви ничего не поняли, ни одно слово. Ни еден збор. Я могу сказать, что мне угодно, а вы ничего не будете понять. Што сакам, вие не только хлопать будете, не так ли? Само ќе аплаудира, да? Ке лапате шамари. Добро? И я так искренне разочаровался. Јас сум искрено многу разочарован. Вот. И вие самые худшие зрители в мире. Најлоша публика сте на свете. Океј, сега, колку бракови имаш за себе? Само 2. Само 2? Елизабет Тейлор имаше 9. Која риба сум јас со 2 брака за тебе? Претендираш медиумска личност, да си со 2 брака. И шо? Ништо. И се фатиле 2 па 2, 2 па 2, шу себе 2 брака да му се снеме.
Само двајте сум успела да одведам до олтар. И назад. Трета среќа би правила трета среќа. Чекај. Што? Оп. Запишав нешто нешто мое, нешто Па украдов. тогаш хелиум дајте и нали. Ајде, дајте. Хелиум сакам. Да, морам да ви кажам. Околу тоа. Околу бракот? Да, околу бракот нешто. Што би ни кажала да Па речеме? не, ово што ме праша за трета среќа. Аха. Вели вака. Ајде да видиме. Убаво. Ова ќе биде добро. Постои... Мола? Толку трае. Требаше побрзо. Побрзо. Ау, шубаво зема. Сега одма. Постои само еден начин да имате среќен брак. Штом дознам кој е тој начин, пак ќе се омажам. Браво! Браво! Што со? Мажите се толку многу слични помеѓу себе, така да слободно можете да се останете во брак со оној првиот. Каква шмизла! Де ми го сега? Нема. Верувај, искусен дувач на хелиум. Ги издува? А во влекуваш? Тотално. Оуе. Јас научив на кој начин можеш да останеш по среќен брак. 2 пати неделно да одиш на вечера, на добро вино, на музика. Само што, мажот во вторник, ти во петок. Браво! Кога некој ќе ти го украде мажот, нема подобра одмазда да го оставиш. Браво! Што имам? Нека остане, ова ќе не треба за подоцна малку. Нека остане. Убаво ми звучи гласот со хелиум. Од сега емисијата ќе ја возам емисијата. Имаме и други хелиуми. Никај нас секогаш има хелиуми. Слободно издувај го, слободно. Не, ти ќе го издуваш. Дај нешто ќе кажеме. Што да кажам на хелиум? Да го кажеш, ти женет ли си? Не. Па, слушна ова сега, запамти нешто? Да, запамти? Да. Добро, еве сега земи го ова. Еве и сега може да кажам апропо тој муавет. Ајде. Никогаш нема да се женам. Никогаш не ми треба. Освен се Мила. Тоа ќе биде, ти кажав, кога ќе ја дознам тајната на среќниот брак. А овој хелиум ќе ме убие еден ден. Владо Ѓорѓиев самиот си се намести и рече дека сака предизвик. Не те натерав јасно, пријателе. Не знаеш. Ја морам да будем најболи кога. Да повториме. Секој има шише. Шише, ете го тоа. Си ги држиме вака шишињата, флашите како и да е. Значи, погоре бе, тука. Мешевски има 2 пликоа, коверти. И прво ќе да извучеме. Не знам. Првиот што ќе го извлече, само ќе покаже према камера и ќе го каже името. Тој што име ќе го прочита Мешевски, мора да си го скрши од глава одма, во секундата. Ајде, одиме. Мешевски, влечи. Владо Ѓорѓиев. Владо Ѓорѓиев! Абе, глава црногорска е ова. Ева играта безобразни карти со екипата од Преслав. Значи, играта во кратки црти е следна. Кај мене се наоѓаат црните карти, кај другите се наоѓаат белите карти. Тоа што значи дека црните карти се фразите кои што треба да се пополнат со белите карти. Значи овде има нешто, ова ќе биде за проба. За проба. Докторите откриваат најголема причина за добивање на рак е и сега они треба да изберат од таму. Ова беше за проба. Добро. Одиме сега со вистинското. Сега како овај микрофон и све? Не знам. Не се буни. Ево вака. Ајде сечи. Добро. Вака вели. Глупо е. Скандал. Македонски политичар има фетиш за... Почни од Дритон. Кој ти е најсмешно од нив? Провери си ги убаво. Скандал. Македонски политичар има фетиш за... Вие другите спремете. Плескање у фаца. Дај да видам. Плескање у фаца. Добро, тоа е Дритон.
Македонски политичар. Ајде Горан да видиме. Скандал. Македонски политичар има фетиш за Ефтин газиран сок со сомнителен квалитет. Второ. Скандал. Македонски политичар има фетиш за носење подвезици. Добар. Стави го тука. И последното е од мислам дека сега Васил води, ама да видиме. Скандал. Македонски политичар има фетиш за Деколтето на Тамара. Много е добро е. Публика, дали деколтето на Тамара победува? Поен за Тијана. Секогаш победува деколтето на Тамара. Поен за Тијана. Леле, ајде пак. Браво. Океј, одиме понатаму. Сега следен да сече е Горан. Ајде. Сечено. Океј, одиме. Безобразната карта е со маки сум се родила, со ќе си умрам. Значи, со маки сум се родила, со ќе си умрам. Ќе почнеме од Горан. Со маки сум се родила, со Вегите на Маријан Стојановски ќе си умра. Васил, со маки сум се родила, Со Маријана Станојковска ќе си умра. Добро. Со маки сум се родила, Со Сдружение на земјоделци од Конопиште ќе си умрам. Ова е нерешено, ќе биде, не знам. Ајде, Дритон, со маки сум се родила, Со пиперки зајвар. ќе си умрам. Стави го тука. Публика, кој? Горан, а? Со маки сум се родила, со вегите на Маријан Стојановски ќе си умрам. Браво, Горан. Ете си. Одлично. 1-1. Ќе сечеш? Да. Тоа да го читаме? Да, ау. Читај. Единственото нешто за што македонците се обединија е Ајде да видиме. Единственото нешто за што македонците се обединија. Македонската фудбалска репрезентација. Не е смешно. Ај, стави го. смешно. Стави го, готово си го потроши твоето. Единственото нешто за што македонците се обединија е Клиторисот. Мисли убаво. Единственото нешто за што македонците се обединија. И Виаграта. Ау, нерешено. На иста тема. Ајде да видиме. Единственото нешто за што македонците се обединија. е краватата на Латас. Публика, гласајте. Тијана, добро, втор поен за Тијана. Да завршиме тука или уште едно да влечем? Уште една. Ајде, уште едно влечем, ајде. Сега Тијана води. Меша, знае Даниел, една од најомилени игри зезанци за гостите на Неша. Значи за гостите на Неша, не за Неша самиот. И Неша кога е гостин исто. Така и Неша кога е гостин е кога ќе му пуштат видео, а Неша треба да го надсинхронизира. Имате ли некое било какво видео? Што се дереш на мене? О чему се ради? Зашто се дереш на мене, човече? Бре? Ништа, ја тебе нисам увредио, пријателju. Уопште нисам тебе увредио. Значи, брада ти, немој да ти устанем сега да то шамутим, разумеш? Ти вашки игри у Бренгез. Значи, немам проблем со тоа, имам проблем со твоим чалетом, разумеш? 100 пута сам ти рекол. Доđеш ми паре. Твој чале ми доđe паре, не доđеш ми ти. Јас с тобом нисам склапал послови никакve, бе, идиоте, ме чуеш, бе? Што се иде? Ало, бе, доста, бре, тамо идите наполе, па себите, бре. Наполе, па тамо идите, ти ќе ми прича. Мамам, бре, чале, немој да те, бре, изнабадам, овде ти устанем сад, овде на лицу ме. Ајде, дојди! Ајде, дојди! Ба šta се ме гупираш, бе, чале? Рекол сам ти 100 пута, ечи ćemo на суд, разумеш? Ечи ćemo на суд. А што се ти дереш на мене? Šta je, бе? Дерем се затоа што си, разумеш, у чалета, идеш му уз ногу ко клинац, разумеш, колку имаш коња, бре, годину, бре, колку имаш коњу година. Ма не остави ми сина на миру, бре, дечко, бре, ало, дечко, ма ја, шта, ајде. Бре, чале, многу си смешен, многу си смешен. Добре ово, а? Играта е Јас и Маријан им додаваме рандом предмети на Тино и Јатанас. Тино и Јатанас се топ шоп. Топ шоп. Значи, тие треба да го продаваат производот.
Но, како и на секој добар топ-шоп, има нели еден водител и еден експерт за производот. Експертот за производот ќе биде Тино во улога на Емин Братичет. Емин Брачет. Не, Емин Брачет. Емин Брачет. Закачи си го поворе. Кажи што го плечко. Значи јас сум Емин Брачет. Така, а водителот е Атанас во улога на водител на утринска. Така е. Марко Мрак. Преенергичен. Така, добро, колку. Нема многу време. Добро, добро. Одиме, ајде. Значи, производ. Само која камера? Право, Која камера, Бранка? Значи, здраво, добро утро, како сте? Ние пиевме кафе, дали вие пиевте кафе? Се надам дека уживате, затоа што ние не сме расонети уште од синоќа. Никој не конзумира кокаин, сите сме на кафе. Да, ова е прекрасен нов производ што треба да го промовираме кај вас во емисијата. Се надам дека уживате, го пиевте вашето кафе. Не, ние го испивме. Кафе ко кафе, кој кого го расонува, не знае никој, сите се тајни. Специјален експерт имаме денеска да го промовираме ова. Здраво, пред се да ни се представите. Да! Здраво! Son of a preacher man, come on, yeah. Нашиот експерт за ова далинско. Малку поќе. И се е платено е. Си каже малку. Има после како не верам, работен шекс ми ја, И си скаче, ова... Кај Бранка? На телевизијата. И си скаче као е... Втор производ. Ова е новата капа! Уживајте со новата капа направена од капричиоза, пица капа. Во исто може да биде и капа, но да биде и пица. Кажете наш експерт што мислите за оваа капа пица. До сега се нешта на вашата кутија. Беше вака... Сега ќе седима, малце вака и... Ова ще биде платено. Да. Ќе биде... Ставете на вашата глава, еве, прекрасно изгледате сега. Капа пица, капри пица. Се надам дека уживате. Го испите вашето кафе? Не. Капа пица. Друг производ. Бранка, зошто го донесоте ова? Бранка, ова го користиме за други работи. Вау! Ова е стимулатор за... Ова е волан, всушност, ова е волан, тоа е антената. Ова е волан што може... Себе, многу ама се. Да. И знаеше, се море, дома ќе се носиш. Ќе се правиш овако. Ќе се носиш, арсе. Son of a preacher man. Најдеш... In the morning, baby. По струга, по село. Сите градови да пријатели. Играме со Сашко и Маријан нешто многу интересно. Значи, ова се игра на импровизации, нема никакво име. Почнуваме со првата игра. Работи што можеш да ги кажеш на бебе, но не можеш да ги кажеш во јавно WC. Значи, треба да им текнува. Работи што можеш, што е окей да ги кажеш на бебенце, но што воопшто не е окей да ги кажеш ако си во јавно WC. Значи, тоа е тоа, кој да му текнува треба да дојде пред микрофонот, да си го каже своето во оваа камера и потоа повторно да си се повлече. Значи, почнуваме со работи што можеш да ги кажеш на бебе, но никогаш во јавно WC. Одиме! Некога ли по глава ќе се нафрла? А кај си ти? Не го стискај толку, ќе ти поврати, брат. Работи што може да ги кажеш на бебе, но никогаш во јавно WC. Што сакаш помош?
Леле, колкацко е. И сестра ми има ваква. Сочувство. Сега ли најде да мочаш бе само што ти избањав? Не, чекай. О, заспа. Одлично. О, за крај, за крај. За крај. О, може да го сликам за на Фейсбук? Одлично. Второ. Број 2. Наслови за тебе, значи наслови за тебе што никогаш нема да ги видиш. Значи секој треба да си каже наслови за себе што никогаш нема да ги види. Наслови за тебе што никогаш нема да ги видиш. Оди ме. Оди. Па еве ја на пример. Ајде. Фантастично водење на Буамара од Жаре. Сите заборавија на Сашко Коцев. Наслови за тебе што никогаш нема да ги видиш. Никогаш. Маријан, новиот градоначалник на Битола. Боже. Еве ја му ше едно никогаш нема да видам. Кликни да ја видиш новата фризура на Жаре. Нема. Купете го новиот шампон. За густа и бујна коса. И видете рекламата со Сашко Коцев. Северина го сними второто видео со Маријан. Северина! Груевски дециден. Ќе се консултирам со Жаре прво, па ќе решам дали ќе давам оставка. Идеме трето. Третото е работи што никогаш нема да ги каже македонски политичар. Работи што никогаш нема да ги каже политичар. Јас ги вратив парите заради вас. Работи што никогаш нема да ги каже политичар. Јас ги вратив парите заради себе. Работи што никогаш нема да ги каже политичар. Па нормално дека со Дуи ќе правам влада, оди ти направи без ни влада. Еве ви ветувам, гласите за мене, нема никогаш да крадам. Ви ветувам. Не, ке крадам. Јас сакам да го кажам. Или работи што никогаш нема да ги каже политичар. Воздухот е многу загаден надвор, ве советувам и топло препорачувам и вие да си купите швајцарско она за прочистување шо. Драги граѓани, на Македонија и нема спас. Оу, многу црно бе. Работи што никогаш нема да ги каже политичар, дај нешто да разведриме. На пример, бел ден нема да видите. Да, тоа е, да. Не, ова сигурно никогаш нема да го каже политичар. Често одам на Халкидики. Тука завршиме, мислам. Сашко Коцев и Маријан.